Здраво и добредојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Сум Жаклина, тренер за личен раст и развој, а темата на оваа недела не е толку ведра, иако минатиот пат ветив дека ќе биде некоја поведра тема, но јас сепак сметам дека ќе ви послужи и заеднички ќе дадеме некоја смисла или поента. Целта на ова видео е да провериме дали чувствата кои ги чувствуваме, особено оние непријатните, се само наши и дали секогаш директно се поврзани со некој настан кој што ни ги предизвикува тие чувства, а колку од тие чувства се собрани од околината, родителите, децата, партнерот, роднините, пријателите, од колективната свест пред се, или, например, од автобусот во кој сме се возеле, маркетот во кој сме пазареле, од тоа што сме го чуле, прочитале, виделе по медиумите, односно, колку сме собрале од колективната свест. За жал, подолг период ние сведочиме на вести кои што може да ни предизвикаат непријатни чувства, дури и кога тоа не е директно со нас поврзано. И затоа целта е да освестиме што е наше или што е мое, како проблем, како тага, како болка, како страв, а што доаѓа од надвор, од колективот, затоа што многу често во одредени настани и ситуации кои ни предизвикуваат непријатни чувства, тригерираат и чувства кои што се поврзани со минатото и понекогаш стравот кој што го чувствуваме сега во моментот е поврзан со некој страв кој сме го чувствувале пред 5, 10, може би и повеќе години. Затоа зборував и во минатото видео. Или пак настанот може да не потсети на некој сличен настан со кој не сме расчистиле, не сме го сработиле доволно и без да сме свесни за тоа, нашиот страв, нашата болка, тага може да растат, односно на тоа што моментално го чувствуваме, може да му прилепиме некои емоции од минати настани, кои што се будат во нас и понекогаш ние не сме ни свесни за тоа. Нашата непријатна емоција се зголемува, расте, а понекогаш и го артикулираме тоа, односно разговараме за тоа со пријателите и блиските луѓе, па ги споделуваме и нашите сеќавања за нешто што се случило некогаш. Многу често слушаме и за настани во кои што воопшто не сме присуствувале и никако не се поврзани со нас. Но тоа е човечки и ние сите го правиме и имаме потреба да споделиме. Но она што ме интересира и она што е прашање, колку ние сме имуни на сето тоа? Колку можеме да се заштитиме себе си и колку лично и емотивно се инвестираме, односно собираме емоции, приказни чувства кои воопшто не се наши, кои не се дел од нашата сегашност. Например, кога пред неколку години имавме во еден период чести земјотреси во Скопје, во тој период се разговараше многу често за земјотресот од 63-та, за кој ние воопшто немаме спомени, меѓутоа повозрастните постојано разговараа за тоа како било, како се најавило, што значи ова, што значи тоа. И ние го лепевме во моменталната ситуација и правевме споредби со тоа, иако се работи за две приказни кои се на големо временско растојание. Меѓутоа сепак тоа ни тригерираше разни стравови кои што се надополнети со туѓи стравови од некогаш и некои предпоставки како според некои знаци ќе се одвиваат понатаму настаните. И така многу често во животот од некои настани кои што ни се случуваат во сегашноста, се будат многу емоции кои што се поврзани со минатото, а ние не можеме да направиме разлика од каде доаѓаат емоциите. Дали се овие нови емоции од сега или на нив се прилепиле некои стари емоции кои што се длабоки, нерасчистени и понекогаш дури може да се изненадиме затоа што мислиме дека некои емоции сме ги преболеле, сме ги заборавиле, сме расчистиле со нив и тоа може да не изненади и да си кажеме
pa jaz mислев дека сум го решил тоа. Но и тоа е човечки и од една страна тоа може да биде и добро, затоа што на тој начин ќе извадиме на површината нешто што сме го сокриле можеби од себе си и ќе можеме да го расчистиме сега, ако за тоа имаме волја, сила, мој, желба, вештина, особено ако сме емпатични и ако работиме на себе, на својот личен раст и развој, ако работиме на тоа да се запознаеме себе си подлабоко, се надевам дека поголем дел од вас кои слушаат вакви видеа се емпатични, имаат капацитет да сочувствуваат со другите и да им помагаат. И сето тоа е прекрасно, се додека таа емпатија работи за нас и за нив и ни помага и нас, меѓутоа и да им помогнеме и на другите, кога чувствуваат некаква болка или некаков страв или некаква тага и да се радуваме во нивната радост, односно да чувствуваме исто така голема радост, среќа, задоволство, како да ни се случува нам. Некогаш навлегуваме во онаа темната страна на емпатијата, која што јас од милост сакам така да си ја нарекувам, и можеме да преземеме поголем дел од непријатните чувства на другите, да ги преземеме нивните стравови, нивните болки, и ако не сме свесни за тоа колку сме емпатични и колкав е нашиот капацитет да преземаме туги болки, туги стравови, може тоа да ни создаде дополнителни предизвици. Затоа на секојдневно ниво треба да освестуваме дали сме презеле нешто од луѓето кои што ни се блиски, дали сме презеле некој чувство од пријателката со која сме биле на кафе, на телефон, дали може би сме презеле нешто од своите родители, дали од партнерот, или ја чувствуваме анксиозноста, вознемиреноста на нашите деца пред испрашување, испит или некој нов предизвик во нивниот живот, или пак едноставно сме го собрале во автобус, во некој маркет, случајно поминувајќи по улица и гледајќи некој настан кој што е непријатен, кој што може да ни предизвика некоја непријатна емоција. Знам дека многу од вас нема да се согласат на некој ќе им звучи може би неемпатично или нечовечно, меѓутоа слушнав една реченица која вели јас не морам да сум тажен или тажна ако некој од моите блиски е тажен. Јас лично се согласувам со оваа реченица, но на ментално ниво и признавам дека не можам секогаш практично да ја применам и како емпатична личност најчесто учествувам во тагата и ја споделувам болката на моите блиски. Меѓутоа, во текот на животот научив дека сме способни во исто време да чувствуваме и тага и радост. Или на почетокот на денот да чувствуваме тага, а до крајот на денот нешто да ни предизвика радост или да освестиме, иако сме тажни, колку сме среќни. Понекогаш може да заглавиме во чувството на вина дека јас не смеам да се радувам бидејќи веќе сум тажен или бидејќи моите блиски се тажни. Или обратно, ако сме тажни и присуствуваме на некој среќен настан, може би не си дозволуваме себе си да ја почувствуваме таа среќа, но ние имаме капацитет да чувствуваме и радост и тага. И ако сме свесни за тоа, можеме да го искажеме и преку зборови. Например, ако некој заминува некаде далеко во некоја далечна земја на подолг период, тогаш ние можеме да му кажеме дека сме тажни заради тоа што заминува и нема подолг период да го видиме и ќе контактираме, меѓутоа тоа не е исто, меѓутоа исто така дека сум среќна затоа што те запознав, затоа што беше дел од мојот живот, затоа што се уште ќе може да контактираме, па макар и поретко и поинаку, и ќе бидам среќна ако и ти бидеш среќен или среќна таму каде што одиш, или ако сме на некој настан, на некаква голема прослава, на луѓе кои ни се блиски и сме избрале да отидеме, меѓутоа носиме некоја своја тага. Тоа не значи дека треба да глумиме, да се преправаме, да се фолираме, да се смееме усилено или да бидеме претерано весели. Но не значи дека треба и да седиме во некој ќош, тажни и депресивни.
Треба да најдеме начин да имаме некако баланс и да го искористиме сиот свој капацитет, да ја почувствуваме и радоста на тие луѓе кои нешто обележуваат и слават и од таа нивна среќа да најдеме надеж, да се почувствуваме поубаво, да ја потигнеме нашата енергија, но тоа не значи дека нема да бидеме свесни за тоа што сме тажни. Можеби на тој начин полесно и ќе можеме да се носиме со својата тага. Се разбира, тоа е наш избор. Во секој случај ни е потребна голема свесност за да можеме да го правиме тоа, да ги правиме тие разлики и некој постојан разговор со себе. Целта и поентата е дека се што чувствуваме не е само наше и не е секогаш од сега и овде, и тоа често ни се случува. Меѓутоа треба да бидеме внимателни за да не завлеземе во таа темна страна на емпатијата и да не навлеземе во некоја драма која долго ќе трае, затоа што ние луѓето понекогаш и сакаме помалку драма. Меѓутоа, ако тоа трае подолго и ако ни представа голем предизвик, тогаш треба да поразговараме со некого, да побараме помош, а ако е потребно и разговор со стручна помош, со коуч, психолог, терапевт, зависно за што се работи и како ние ги избереме. Битно е да не останеме долго во приказна која што не е наша, да не ги лепиме со нас, да не ги носиме емоциите кои што не се наши и да не ги враќаме емоциите од минатото. Ако веќе ги донесеме во сегашноста, тогаш да ги освестиме, да ги разрешиме и да продолжиме понатаму да живееме сега и овде и да трошиме енергијата, своите капацитети и можности на тоа што се случува сега и овде, а не да бидеме заробени во минатото. Многу често знаеме да прилепиме и некоја физичка болка, па ако некој ни каже дека го боли главата, го боли стомакот, се чувствува изнемоштено или има некој вирус, бидејќи сега е период на вируси, потоа кога ќе си отидеме дома да размислуваме за тоа, чекај, дали мене ме боли главата или сум залепила туѓа болка? Дали ова што ми тече носот е вирус и треба сега да направам проверки, тестови, како што правевме предходните 2 години, периодот кој што се уште ги чувствуваме последиците. Тогаш бевме многу тажни, затоа што многу луѓе беа тажни, се соочуваа со многу сериозни последици од состојбата во која сите се наоѓавме, меѓутоа исто така и постојано живеевме под стрес и проверувавме и секој најмал знак го проверувавме и тестиравме и го врзувавме со тоа дека ете, може би сега јас сум болен, болна и кој знае што ќе се случи и така натаму. Ние имаме капацитет да ја чувствуваме туѓата енергија и да ја лепиме на себе, односно кога луѓето се радосни, среќни, да ја чувствуваме нивната радост и среќа и на телесно ниво. Нашето тело е некако опуштено, весело, радосно, отворено, имаме некоја позитивна енергија. Обратно, кога сме во близина на луѓе кои се тажни, депресивни и ние се згрчуваме, нашето тело се собира, нашата енергија паѓа и се чувствуваме некако тажни, смалени и од друга страна немоќни во таква состојба да помогнеме, па не си служиме ни себе си, нити на другите. Затоа е многу битно да правиме разлика што чувствуваме токму сега овде, поврзано конкретно со оваа ситуација и да го решаваме тоа, а се разбира се она другото што ќе го забележиме дека се појавува, исто така да го решаваме, меѓутоа кога ќе имаме услови, вештини, време, капацитет за тоа, исто како и за другите луѓе, да чувствуваме со нив, меѓутоа да им помагаме онолку колку што можеме, а не да ја трошиме нашата енергија на сите страни и на крај да не можеме си помогнеме себе си, а не на другите, на блиските. Се што мислиме, се што чувствуваме, нашите емоции, се тоа се одразува на телесно ниво и затоа е добро да се запознаваме себе си подлабоко,
da можеме да се читаме, да се разбереме, најпрвен себе си, за потоа да ги разбереме другите и колку што може повеќе да се враќаме сега и овде и да освестуваме што е наше. Јас се надевам дека ова видео ќе ви послужи, дека ќе ве потсети на нешто што веќе го знаете, бидејќи ние луѓето често забораваме и потиснуваме, па убаво е да се потсетуваме од време на време и да освестуваме заеднички се она што може да ни помогне. Јас ви посакувам се најубаво, ако ви се допаѓа видеото, ставете лайк, приклучете се на каналот или стиснете subscribe, погледнете ги моите стари видеа и се гледаме наскоро со некое ново видео по некоја нова тема. Се најубаво!